Иако минаа 2 недели откако антикорупцијска отвори истрага против владиниот генерален секретар Драги Рашковски и ја побараа целата документација за тендерот и тендерската постапка за набавка на радарската опрема во македонската навигација, од МНАВ се уште ништо не пристигнало до антикорупционерите, велат за Алфа од Државната комисија за спречување на корупцијата. Во телефонски разговор првиот антикорупционер Билјана Ивановска ни кажа дека досега документи пратиле од владата, но се поставува прашањето дали тие би помогнале во истрагата и во обидот да се открие дали владиниот генсек наместил тендер вреден 7 милиони евра, со оглед на тоа што документацијата за истиот се наоѓа во МНАВ. Од владата пак се бара одговор која била улогата на Рашковски на состанокот, а премиерот Заев веќе кажа дека тој бил таму со владен заклучок и работел по негови насоки. Даваме насоки, со заклучок го задолжуваме Рашковски, менуваме обид само и само да може да се реализира набавката на новиот систем кој што е во МНАВ. После тоа даваме задолжување да се одржат ваквите состаноци. И јас знам како сум дал насоки и апсолутно да можете да обвинувате некој дека разговара таму за мито или за корупција, апсолутно не е тоа така. Додека Заев вели дека Рашковски не може да биде обвинет, а документацијата од МНАВ се уште не пристигнала во антикорупцијска, познавачите на кривичното право порачуваат дека обвинителството и без пријава, по допрен глас, поради јавно споделените снимки, требало да поведе постапка и да испита дали има неправилности во доделувањето на тендерот. Адвокатот Драган Пешевски, претходно во разговор за Алфа, изјави дека има основи да му се определи притвор на Рашковски поради можно влијание на истрагата. Притвор против лице може да се определи ако постојат околности под кои што може да се претпостави дека истиот ќе попречува кривичната постапка со влијание врз сведоци, вештаци, соучесници или прикривачи. Ние вчера на пресконференцијата чувме закани за поднесување на кривични пријави и на разни тужби. Со оглед на тоа дека лицето кое што се спомнува за поднесување на кривична пријава е соучесник можеби во постапката или можеби ќе биде сведок. Сметам дека постојат и основи за определување на мерка притвор и треба многу да се внимава пред да се даваат такви изјави. Иако кај познавачите на кривичното право постојат сериозни индици за можен криминал, а Рашковски е под лупата на антикорупцијска, Заев пред околу 2 недели порача дека новинарите не можеле генералниот секретар да го прават салата. Можете некој да го правите салата кога сакате и како сакате, како физичко лице. Владата нема да поднесе тужби. Наша работа не е да се тужиме со новинарите и со медиумите. На секој индивидуа како физичко лице има право да го заштити својот дигнитет и достоинството. Од антикорупцијска кажа дека во текот на истрагата во предвид ќе биде земена и снимката објавена во медиумите, каде наводно се заговара опремата да биде набавена од фирмата Леонардо, бидејќи со нив било полесно да се договорат околу цената и да си поделат дел од колачот.